Во однос на тие типови на насилство, можам да кажам, барем еве за моето училиште, дека физичкото насилство е сведено на минимум. Најверојатно тоа е случај со другите училишта, благодарение на тоа што имаме обезбедување, благодарение што свеста нели во однос на физичкото насилство е, да речеме, поголема и тоа е видливо, експлицитно, нема криење и да речам дека многу ретко се случува. Меѓутоа, психолошкото насилство и овој тип на социјално што го кажав, не можам да се пофалам дека не се случува. Значи се случува, сериозно е и ќе се надоврзам повторно на темата за соработката со родителите. Јас повторно ќе кажам дека вашата улога е клучна. Ви благодарам на тие што сте тука, меѓутоа сите имаме одговорност и ве замолувам како нели родители, представници на Советот на родители да споделите. Во групата се разговараше за ова, колку сме ние клучни и битни и колку треба секој поединец еден да се залага за оваа појава, да си разговарате со вашите деца како треба да реагираме, како треба да реагираме со другарче кое што се сведоци дека е малтретирано. Нека го прашаат како е, нека го викнат на голем одмор. Значи, дури со оние помали дечиња со примерот од училиштето, реално ние не работиме во тој случај со децата од 6, 7, 8 години, него работиме со родителите. Тие им се клучни, тие треба да им дадат модел и да им го решат на некој начин проблемот. Одговорноста е на родителите за таа возраст.